Си најдовме едно место. Море гласно ова пајката. Само да не ме клюкни погла. Предобра машина за прајање пари. Почитувани пријатели, добро утро, добар ден или добра вечер. Во зависност од кај се наоѓате. Се одлучивме да направиме една утринска прошетка овде во местото наречено Порт Меквори. Една локација која е честа дестинација за па и да кажам и за нашинците од Сиднеј, од другите краишта на Австралија, каде што идат и го користат годишниот одмор. Моментално се наоѓаме на таа нивна главна плажа на тоа мало градче Порт Меквари, али како што можете да видите се работи за едно отворено море, значи се работи за еден мистериозен свет. Нема потреба да му се влегва во тој нивни терен, па после да не се жалим дека ќе настрадаме. Ова место прв пат сиди и многу добра плажа, али крновите се огромни. Колку е силна водата, то чудо, нешто цунами право, гледај. Цунами. Ние балканците не сме скроени за вакво нешто, гледај. Гледај. Па колку е топла. Колку е топла водата. Топла? Да. Тео? Слабо гледам и австралијани овде. Сурфери, така да нема лезет овда за капење. Така нешто маце да дојди човек да си прошета, да ги прошетат кучињата, гледам доста луѓе сидат на прошетки, а местата како во Австралија ги има многу. И сега на 300-400 метри од тука гледам од другата страна има некои како спасувачки екипи, ако добро ги гледам од тука жолти и црвени чадори, тие обично ги обојуваат во жолто и црвено, така ако идат некои да се капат се обично таму на тој простор. И догоре, значи не очекуваат негде 100 скали до светилникот или така наречениот Lighthouse. Шо бе, дечки, да видиме сега што се дешава горе. Доста опасно место. Кај што стои чупето таму, не знам зошто ова не е преградено. Значи се работи се на провали овде што може некој да настрада. Колку е тешко да се оди по ова песокта. Значи ова класичен светилник. Светилник за бродоите од старо време. 1879 година. Под светилникот во самото подножје се спуштивме и наидовме на ова карпеста плажа. Плима осека нормално се функционира. Наутро на водата се повлеква, навечер надоаѓа и мислам дека полека се враќа, пошто моментално еден сат опоручак и полека водата се враќа. Фасцинантно место, еден преубав природен феномен. Не знам како се овие карпи формирани. Австралија е позната по голем број на плажи, мали, големи, кај додите ова земја се гордеј со тие места. Во екот на сезоната може да си најдете една ваква малечка и да си ја присвоите за приватна. Водата полека се враќа, така да време е да се излегва од тука. Мават огромни бранои позади мене во карпите. Дечки, ајде полека.
работи за една плажа која е долга со километри, али единствено меѓу овие две знаменца, значи ова овде и таму другото, е дозволено место за капење. Од причина што овде имат некоја спасувачка служба, спасувачка екипа што може да ги прати луѓето. Така да на другите места за капење воопшто тие не ни гарантират, ако одлучите да дојдете по своја волја, тие не гарантират дека може да действува доколку нешто не да може се деси. Едно место кое е преполно со атракции, како овде, кое е наречено Тимбатеан. Потсеќа на старите вестерн филмови кои гледавме како деца, служи како атракција за посетителите, за луѓе со деца, па и за нас возрастните. Чекай да видам. Кај го најде тоа? Камчиња со овие? А сега ние не можеме да Аха, гледаш? Нико сете. Местото му е направено како на времето луѓето си барале злато. И овде така нека импровизација му дават на луѓето по едно од овие панчињата и као наводно си барат злато. Имат некои специфични камчи нафрлено внатре во водата и значи, како што велам стално, една предобра машина за праење пари. Најдовте нешто? Не бре, нема злато слабо. А од тие другите камчиња? Ни најдовме нешто, во Тео има еден плав. Стварно така пише? Некоја куќа во тоа Scottish example job slab construction. И во склоп на ова место имате една стара куќа која сигурно датира во 1800-та и служи како атракција овде. Ова како на филмоите. Заклучено е? Гледаш, ја имат реставрирано изгледа како што беше од на времето. Само малиот вика дека е заклучен. Аха, може само да се гледа, не може да се влези во собите. Значи се внатре како отпред неколку стотини години. Имат клајно некоја заштитна ограда и за да може да се наблюдува местото, внатре не може да се влези, да се допират нештата. Овде како некоја спална, некој пијано има во ќошот. Чајник со шоли и од ова страна ова како место за ручок, за вечер. Многу интересно. Со сите овие оригинални експонати задржани од на времето.
чекат други луѓе за да влизат и спомнат. Фасцинантно нешто. Само да не ме клюкни погла. Во склопот на овој парк со цел да привлечат туристи, сместиле една фарма за ноеви. Why is there a 5-year-old shaving his face? Small lines back there, Ned. 2 parallel cuts are made with a large scarf. Берберски салон. Пак има нешто како вид на огради и не може да се лези внатре, луѓето ги имат направено со причина. И не може да му замерва никој. Пошто овие се вредни работи со стотици години, ако почнат да ги луѓето да ги фаќаат со раца, сигурно дека некој од нив ќе се расипат. Ќе ги скршат и луѓето ставиле ограда. Баш едно импровизирано градче како од старите филмови. Чевларска работилница, чевларска продавница. Место за поправање чевли. И сите тие алати со кои си помагале луѓето во тоа време кој живеле. What's the name of the horse? Angus. Angus. Like Angus beef. Yes. Angus is 20. 20 years old. Yes, 20 years old. Is that very mature? Yeah, I think about middle age. Yeah. I think about 35 years. Baby, you give me ice and fire. You're giving me wind and Вели жената дека ова последна тура за до 1 сатот и сака да го смени конјот. Значи неќат ни многу да ги уморват и да ги оптеретват. А овој овде изгледа резервата конј. Много питам. Много питамо. So he must have a turn at pulling the cart as well. Yeah. I think he's having a turn after I this. haven't turned today. They probably have different. И најчесто да ги подковувале коњите со изработвале подковици и слични направи. Yeah, and it's an old red Brickus. He sold it. And then my youngest daughter asked me to bought one. Firstly, it went back to Bellanora looking over the lake there, and I don't know what they paid for it. Yeah, we've got 600 olive trees on it. Not the Ево уште една куќа како таа што видовме претходно и ова е цела со стари експонати внатре кои датираат од на времето.
некоја шпорена дрва и исто овде некои други експонати. Еве како изгледала маса за јадење од пред 200 години. Со прибор за јадење. Си најдовме едно место. Море гласно ова пајката. И сега одиме на оние педалинки исто како во круг. Старовремска пилана од пред неколку стотици години. Овде на овој знакот имат напишано во интерес на безбедноста и на атракцијата на посетителите. Не се обработва никакво дрво, не се сечи, али ги има сите тие алати и направи со кои се служиле луѓето пред доста години како го обработвале дрвото. Уште една преубава атракција овде во Тимбатеан, во местото наречено Вохоп. Се работи за некоја парна турбина, некоја старовремска парна турбина и со цел да се обработва или по-битовски кажано да се бичи дрво. Значи, Порт Меквари, 2023 одмор, место да не во мрежа на нашите.